од каде идејата за организирање на овој фестивал, всушност е спој на повеќе идеи. Од една страна, при нашите многобројни гостувања на разни фестивали широм светот, често бевме запрашувани дали од домаќините, дали од други гости од странство, дали може да учествуваме во вашиот град на некој фестивал, да посетиме вашиот град. Меѓутоа, иако го имаме, да кажам, реномиран традиционален фестивал за традиционални инструменти и песни Пеци Атанасовски, меѓутоа во статутот на фестивалот стои дека е фестивал само за традиционални инструменти и песни. Со тоа што не опфаќаме традиционалниот, поготово не стилизиран фолклор. Токму тоа беше идејата за поттикот за организирање на овој фестивал, а од друга страна имавме доста критики од познати јавни личности зошто Прилеп како центар каде што тука ние Марко Цепенков, Блаже Коневски, многу други, да кажам, доајени, зошто не направите нешто за оној легенден лик Итар Пео, бидејќи еве конкретно во Турција постои место, градчето Кемер, каде што е буквално синоним за Настрадиноџо, односно супарникот на Итар Пео. Од фестивали, од споменици, од магнетчина, буквално цел град е во символот на Настрадиноџа. Тоа ни беше другата идеја, па сакавме да ги фузираме овие неколку работи. Навистина, Прилеп е единствен град каде што има споменик на Итар Пео. Нажалост, не постои на друго место нити споменик, нити фестивал, нити здружение, асоциација, кој што го носи името на Итар Пео. Се надевам дека, како што кажа градоначалникот, ќе биде една традиција каде што не само прилепчани, ќе имаме, можеби ќе се развие со повеќе тематски целини во склоп на фестивалот, ќе имаме учесници од други градови од Македонија, секако повеќе учесници од странство. Веќе им посакавме добре дојде на гостите од Полска, ги очекуваме во секој момент да стигнат и гостите од Словачка. Програмата утре започнува со детска работилница на могилата на непобедените од 11 до 13 часот. Предвидено е за децата да има активности кои се поврзани токму со тематиката на еден ваков фестивал, поврзани со ликот и делото на Итар Пео, креирање, дизајнирање, запознавање со македонскиот вес, со такви културни обележја кои ќе ги научат најмладите на корените на културното наследство, на традицијата и на спојот со модерното. Исто така предвидена е и дружба со маскоти на утрешната детска работилница, така што најмалите ќе имаат можност да се дружат со познати цртани ликови, за да привлечеме што е можно поголем број на млади учесници. Потоа од официјалната програма во 18 часот започнува официјалното дефиле. Ќе се прошетаме низ центарот на градот, со што дефилето завршува во 19 часот кај платото кај Итар Пео. Таму ќе имате можност да ги проследите гостите од странство заедно со неколку културно-уметнички друштва и од Македонија. Исто така во сабота е планирана и работилница за гостите, за членовите на ансамблите од Полска и Словачка, која ќе опфати една специфична тема, а тоа е спојот на традиционалното и модерното. На каков начин може да го зачуваме културното наследство без тоа да е еден единствен начин, туку да бараме нови идеи и нови алатки како со интересите на младите, на денешните генерации, ќе може да се пренесуваат ваквите традиции и вакви иницијативи да се создаваат што е можно почесто, па преку бура на идеи, преку дискусија помеѓу различни култури, да дојдеме и можеби до нови предлози кои уште наредната година ќе почнеме да ги применуваме. Вкупно 7 групи учеснички, од кои 2 се од странство, една е од Полска и една од Словачка. Исто така културно-уметнички друштва од Македонија, и тоа од Струга, Демирхисар, Кривогаштани и Кавадарци, и исто така на двете
фестивалски вечери ќе учествуваат и куд преродба од Прилеп со неколку хумористични точки и секако како организатор Куд Мирче Ацев ќе ја започне, ќе ја заврши и првата и втората фестивалска вечер. Со ова сакаме да предизвикаме прво да има културна понуда во градот, 2 дена да се случува нешто, а се случува сериозно нешто затоа што има меѓународни рамки. Низ призма на културното случување, гледаме и она економската страна на нештата, а тоа е дека прво ќе дојдат гости, ќе се запознаат со Прилеп, со околината на Прилеп, ќе видат што нуди Прилеп и сметаме дека низ вакво едно запознавање на Прилеп и општина Прилеп правиме само дополнителна туристичка понуда за сите оние кои што ќе дојдат и ќе понесат добри спомени одавде од Прилеп, а низ призма на тоа верувам дека ќе прошетаат, ќе потрошат дел од средствата, ќе се запознаат со убавините, ќе посетат дел од она што значи културно-историска понуда на градот, гастрономска, угостителска и така натаму, сместувачките капацитети да ги видат и сето тоа на долг рок би дало едни зголемени резултати, но најважно од се е одржување на традицијата и културата во градот. Како локална самоуправа ние во програмата ставивме и имаме финансиска конструкција да организираме стендап фестивал кој што физички би се одржувал на платото пред споменикот на Итарпео. Тоа е различен настан од овој меѓународен фестивал, кој што исто така го има и овој дополнителен хумористичен дух како дел од фолклорот, но се однесува на фолклорни групи генерално кои што низ дел на презентација на традицијата ќе дадат и оној поведриот, односно хумористичниот дух кој што низ традицијата се создава во еден народ, пошто има меѓународен карактер, треба да видиме како духот се пренесува и во овие земји кои што го имаме, но и во разните региони овде во Македонија. Него почнавме стендап фестивалот кој што е различно од ова денес, за која што зборуваме, од причина што овие 2 месеци навистина се случија многу настани и допрва ќе се случуваат уште повеќе настани, го одложивме таму во месеците кога очекуваме дека ќе падне интензитетот, односно нема да има толку понуда на настани, за да не ги преклопуваме, а публиката генерално треба да биде на сите вкусови и задоволена, но и да имаме што е можно поголем број на посетители. Како Центар за култура нашата улога е да обезбедиме простор, техничка, логистичка поддршка во продажба на билети и во самата реализација на фестивалската програма. За нас е особено важно како Центар за култура да бидеме отворени и достапни на културните здруженија, на уметниците и на сите оние кои создаваат културна содржина во градот. Сметаме дека токму таа соработка и меѓусебна поддршка е многу битна за да понудиме квалитетна содржина и да ја доближеме уметноста до публиката.